Добро вечер. Нова епизода Cyber Команда, прва во мај. Одиме, баш сега разговаравме со режисерот, одиме на кај 100-ка, не знаеме точно кога ќе биде, од прилика средина, крај на јули. За 100-та епизода ќе направиме еден мал осврт, омаж на сите 100 епизоди, да видиме како еволуираше Cyber Команда. Меѓутоа имаме уште работа, барем уште едно 12 епизоди до тогаш. Работна тема за оваа недела е државата како туристичка агенција. Да, добар е насловот, државата како туристичка агенција, бидејќи државата ништо друго и не работи. Премиерот прими благодатна вест во авион. Мислам, тоа е еден од најидиотските наслови што ги видов оваа недела. Се разбира во медиумите кои што се наклонети на неговата група, односно на неговата партија, па и на неговата влада. Зошто? Зашто таму се парите. Затоа што тоа се новинари кои што всушност работат за пари и не информираат, туку креираат наратив. А наративот е дека премиерот прими благодатна вест во авионот, дека пораснало индустриското производство. Каде пораснало, како пораснало, никој не виде, освен тој што ја напиша веста и тој што ја прими. Значи, премиерот во авион. Истовремено, повеќе светски медиуми, да речеме турците, турската државна агенција, Deutsche Welle, јавија дека оваа година Македонија ќе има најслаб економски раст во регионов, не во Европа. Значит, Вучич, мал Вучич, цело време ја врти мантрата приказната дека сме најдобри во регионот, а и при врвот во Европа. Меѓутоа, каде, како, колку и зошто, никој не може да ја види нити реалната бројка, нити методологијата по која што он доаѓа до тие бројки. Но он знае дека со контрола на медиумите, ваквите кои што му ја пренесоа веста во авион, преку сателит, можда на од неговиот пријател Елон Маск, преку оној, како сегаше, Крис Павловски, да. Везата е таа. Крис Павловски до Елон Маск преку сателит во авион и дојде благодатната вест дека Македонија напредува и е прва во регионот со економски развој. Мали технички проблеми од Елон Маск преку Крис Павловски мора тука да сечеме, да лепиме. Но преку овие двајца и стигна благодатната вест во авионот дека Македонија е на врвот и овие сега знаете како, ја тука мене мала нервоза ме фати. Како кога дојде таква добра вест и дури во авионот, најде овие светските медиумски агенции да известуваат дека сме најслаби во регионот и дека ќе има ревизија на развојот, односно предвидувањата ги намалија за оваа година. Па мораше ли баш во исто време, господа? Па не е во ред ова. Барем 2-3 дена да се порадувавме, не оставија ни еден ден да се порадуваме. Радоста ги зафати сите министерства и пак да подсетам на работниот наслов, Македонија како туристичка агенција, Тимче отишал у Јапан. Во исто време кога Марта Кос објаснува дека Македонија веќе не е во приоритетите на Европската Унија, а разговарав оваа недела и со некои европски дипломати во Скопје, вака велат: ако е Балканот на 20 место по значење како проблем за Европската Унија, Македонија е на 400 и некое место. Така што, ова што го кажа Марта Кос, они ќе пробат да го стишат со благодатни вести од авиони, хеликоптери, ракети, подморници, возови, бродови, само за да ви промакне тоа. Значи, да не слушнете што кажа Марта Кос. Значи, да не го земете во предвид дека
буквално веќе сме во последната балканска дупка. До крајот на овој мандат комисијата предвидува дека Црна Гора и Албанија ќе се примат во Европската унија и тогаш ќе останат овие последните дупки на свиралото, Босна, Косово и Македонија, се разбира со локомотивата Србија да се влечкаат, односно да вртат во место. И Тимчо, наместо да парира, наместо да објаснува, да прави пресинг, да разговара со неа, да иде ваму-таму во Европа, човекот отишол у Јапан да се прошета. Да иде да го гледа танец. На денови на некое јапанско експо. Па не само што отишол он. Па не знам колку луѓе отишле, ама ќе провериме и ќе прашаме. Додуше, оние откако дојдоа на власт го кршат законот, не одговараат на законската обврска да ги дадат точните сметки, да известат кој бил точно, колку е потрошено, дневници, патни трошоци, авионски карти, хотели, исто така и она што се часта таму. Тоа обично би требало биде покриено, да нема репрезентација, да биде покриено од дневниците и за тоа се дават, ама они и користат и дневници и репрезентација, комбинирано. Мислам, која е бал, нека е пир. И така, мислам, не знам како да ви кажам. Првата помисла на Тимчо во Јапонија ми е као Монти Пајтон. Или као топ листа на надреалисти. Овдека не закуцуваат на дното, кое што нема да види светло на бел ден, сега веќе на кај 2040. Овој отишол у Јапан да се шета танец да го гледа. Па ете ти го танец тука, бе, гледај го, човече Божи. Ама тука не ви се иде. Баш кај што не ве не интересира танец. Вас ви интересира прошетка до Јапан со контекст танец. Тоа е суровата македонска реалност. Морам да мало маж за големата работа на Мицковски, на нашиот омилен професор, доктор, пријател, братучет, најбољи другару, мало, политичко божество и се друго што не сум спомнал во моментов. Беше во Емиратите, а таму дојде исто благодатна вест, дека ни ги укинале визите. Па се запрашавме, дигнете рака кој знае кај се Емиратите, дигнете рака кој знае дека имавме визи, дигнете рака кој планира да иде во Емиратите. Освен овие што се на куртизани што идат таму, што имаат организирани бизнеси, нарачки, испораки на дневно ниво. Има такви од Скопје. И сега он од Емиратите, од што се умори во Емиратите многу, отиде 5-6 дена во Охрид во државните вили и од таму отиде на средба со Европската народна геј партија. Европската народна партија. Тоа е онаа групација која што појма нема кај се наоѓа и ја води Европа, па поради неа и Европа појма нема кај се наоѓа. Говориме за политичка групација, не сексуална. И отиде таму да му се поклони на Бојко, па Бојко вика, па и он кај најде, мислам, не е згодно вака. У сестри, не знам зашто не се викаат братски партии, него сестрински, може да има тука нешто врска тоа со, сексуалните ориентации, но Бојко вика, па ја него ни слушам, он едно збори денеска, друго збори утре. И така помина и тој конгрес, освен благодатната вест во авионот и ваквото дека сме први во Европа и може да и во светот со растежот, не добивме друга информација никаква. Баш кај што тоа беше партиски собир, и ај се кладиме дека државата го плати. Бидејќи државата, тоа е он, професорот и доктор и другар и човек на кој што му се може се,
државата, тоа е он, човек за кој што не важат законите. Еве ние ќе прашаме, уште стојат отворени прашањата од Вашингтон која беа, нели, на прошетка за која што, нели, бевме известени дека била многу битна и многу значајна за нашата економија, па после добивме тарифи. Уште немаат одговорено, иако 30 дена е законскиот рок, кој беше, колку време беа, зошто беа во Њу Јорк, колку коштаа хотелите, колку кошташе интервјуто на МТВ, на 30 спратот до блокодерите што го правеа. Значи имаат законска обврска да одговорат и не одговорија. Па да, затоа што они се над државата, они се над законите, барем сега за сега. Така што, Емирати, хотели, вили, односно вили државни со послуга, со платено се од нас во Охрид, најверојатно платено се од нас, кај беше, Валенсија, Барселона, Шпанија, мислам, сестринските партии се сретна и благодатната вест. Тоа е тоа, драги мои. Македонија во неколку реченици. Туристичка агенција. И немојте да мислите дека само овие што ги спомнав патуваат. И немојте да мислите дека и другите не патуваат. Патуваат сите. Сите директори, сите помошнички, сите, знаете, што се ставени во кабинетите да помагаат на директорите, министрите, функционерите, да помагаат. Знаете нешто, мислам. Сите патуваат, затоа што ништо друго не работат. Да, ништо друго не работат. Тоа е Македонија. А во меѓувреме, виновни се родителите на децата од Кочани, што протестираат. Затоа што сметаат. Знаете, па не е убаво протестираат, луѓето бараат правда, овие нашиве растрчани по светот преку Агенцијата за службени патувања, наречена, работно наречена Северна. Тоа е Македонија. Они протестираат, облечени, завиени во црно и со облека и во душите за секогаш, од истите овие кои што патуваат ли патуваат. И ќе патуваат, затоа што вие им дадовте, им дозволивте и мислите дека треба да патуваат. Епа, на здравје. И никогаш не заборавајте дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите.